Hvala Dijana, kako ste kaže, дека многу ќе се работи, се плашва на пауза, полага не се отидат. И последно особа се да се нас напред, списата да минаме за ваш човек, да се искаше колко време, това ще бъде наша, и това председател на деница и това време. Борът пише деница и това. Јас сум доктор, интернист, јас сум ентеролог, порано работя на клиниката за гастроентерологија и со доктор Јанкиловски многу сме се работували. Сега сум во статус пензионер. Не говори. Да, пред работување, после работување најбавиот период. Таму века 99-2000 година се кажа, чув од некаде, добив информација, ќе почне, ќе има курсеви по хомеопатија. Вика, мирам и јас. Тогаш во моментот и не знам што е тоа. Меѓутоа, знаев дека постои такво нешто, како наука, како метода. Бидејќи секој пат кога ќе оде во странство, кога ќе се најде во странство, онака шетајќи по улиците, оти шетајќи се запознава градот, поминуваш и гледаш што пишува на вратите. И таму пишува лекар, хомеопат, остеопат, натуропат. Па после одма друг, па друг. Леле, однатре едно копкање. Што е тоа? Кого да прашам? Кај да прашам? Немам од кај да запознам. Значи, таа информација тогаш, 2000-та година, беше правиот момент кога јас реков, па да, тоа е она што толку време ме интересирало, сега е моментот да се запознам. И затоа реков и да ми јас. И тоа почна така, полека со курсеви од професори од Бугарија прво. Значи јас кога се вклучив, претходно имало и од Англија и други. Тогаш јас кога дојдов беше доктор Најденов, почнаа тие часови. Викенд, петок попладне сабајле недела, фамилијата без ручек, кошули непеглани, фрањата на трупа, но што да правиме, жената е на курсеви, на семинари. Меѓутоа, знаете што, ги седнав дома, тоа беше првиот момент кога рече тогашниот професор, донесов некои книги, ќе треба да си ги купите, ќе ви требаат. Тоа беше една голема книга, толкава, 4 формат, толку дебела, тоа е реперториумот. И кошташе 250, не знам колку, тогашни марки. И јас ги седнав моите и викам, така и така, сега почнуваме нов проект, ќе треба инвестиција, ќе треба ваше лишавање и разбирање за мојата состојба. Одиме или не одиме? И мажот извади пакет за реперториумот и рече, оди, што сум многу благодарни. До ден денешен. И во помошта е во врска со компјутерот, со поинтерот, што ще ми покажуваше така работа. Значи, после тоа се сврзавме со организацијата Хомеопати без граници. Рачунете дека тоа беше период кога јас бев во нормален работен однос. И сето вакво жртвување на викендот, па тоа беше голема. Меѓутоа, успеахме. И имаше кризи, нормално, ќе се откажувам, нема да се откажувам, не можам да стигнам, доаѓаат адхок работи, а и на семинар. Колку ми било криво што сум испуштила некои по тие семинари, луѓето доста од Германија, а јас тука не можам да појдам. Знаете како? Една борба во себе си, така. И после тоа одма пак што предаваа, како фотокопирање, дандера-мандера, дојде периодот за испит. Пак криза. Леле, не можам да стигнам. Она што било испуштеното, не може да се надокнади. Тоа сега, слушајте ја Билјана, треба редовничено. Ако се натрупа материјал, после тоа многу тешко се совлада. Зашто? Она што е кажано, тоа е некој сума сумарум, што професорот извади точки околу кои што треба да се движи дискусијата во тој викенд или тој час. Меѓутоа, во врска со тие точки има страники, се собираат килограми и тони книги после што треба да се испрочитат. И така, значи раз до 3 поминахме,
спомина. Од тоа друштво, од 18 дипломирани, дали 10 сега работат хомеопатија, значи тоа сме првата генерација, тоа е друштвото Деница. Во меѓувреме организиравме неколку еднодневни семинари, организиравме еден поголем курс од 6 семинари, тука има некои кои што го посетувале. Значи, не стоиме со скрстени раци, работиме на популаризацијата и би требало и оваа школа така да продолжи, бидејќи хомеопатијата многу медицина ориентирана кон личноста на човек. Од секој пат сум се бунела, нешто во мене се бунело против разните шеми. И она што се и нападствијата или шеделос и така натаму. Како можете група луѓе или јадници нив да ги ставите во иста шема? Откако светот постои до сега, нема повторено две единки еднакви. Дури и еднојајните близнаци може да се физички идентични, они не се внатрешно идентични по својот ментален склоп, она невидливото, по однесувањето, по мишлењето, по сваќањето. Значи, и не може би да учиме, тие што почнаа медицина, учат начела по кои што функционира живиот свет, и билките, и бактериите, и животните, и човекот. Ние сме дел од живиот свет. Се разликуваме по нешто, понатаму во часовите ќе видите. Значи, има принципи по кои што сето тоа се одвива. Во главном, асимилација, дисимилација, добивање на енергија. Енергијата е за тие и тие активности, во главном во живиот свет за раст и размножување. Тоа е целта на бактериите, тоа е целта на животните, на инсектите и така натаму. Човекот има и други дејности. Но, бидејќи сме различни во својата генетика, бидејќи толкавиот број на хромозоми и гени прават различни протеини, различни ензими, нема две еднакви реакции во организмот. Нема двајца луѓе што еднакво ќе реагираат на температура, на болка, на одреден лек, на одредена процедура. Ќе се запознаеме со тоа во текот на понатамошните предавања. И како може, а тоа е нешто кое што јас сум го осознал уште, да ви кажам, во средна школа, бидејќи имав тема биологија. Многу ја сакам биологијата. Бев заљубена во молекуларната биологија, само тогаш не беше развиена. И ако е возможно, откако век векува, да уште некој трилион години да не може да се повторат две човечки единки, како може да ги ставиме ние во некаква шема? 20, 30, 30, 100 и така натаму. И затоа, овде како најдов она што исконско во мене постоело, значи индивидуалноста кај секој човек и индивидуалните реакции, и ако нешто го извади од равнотежа, индивидуален пристап. Да не се расприкажа многу, тоа е хомеопатијата, тоа е разликата од медицина со која што си заслужив пензија. И сега мислам дека одам во нова кариера. Благодарам и нас за обращението. И на крај, за да многу не должим, пошто треба и да се учи, нели? Така рече? Да. Аха, ќе види. Препишување нема? Нема. Добро. Да, ќе ви кажам за препишување. Што е интенцијата на ОС? Интенцијата е да до крај на месец ноември, не знам, тоа не го слушам како да знате, до крај на месец ноември се формира Асоциација на хомеопатите на Република Македонија, каде што има и индивидуално и колективно членство, каде што сте вие, сте онаа критична минимум маса на луѓе, за да се чуе гласот на идните хомеопати, сертифицирани хомеопати, затоа што веќе се дадени навод да се подготвува закон за хомеопатијата од денес во Министерство за здравство. Затоа сакаме да со време ќе се постави организација, кај што ќе се слуша гласот, кај што може да кажеме што и како, за да после тоа не боли глава. Ако на време се пие, јас како прво знам аналгина што е во хомеопатијата, не знам,
конституцијскиот Добро. твој личен Добро. единствен. Значи, ако на време се даде тоа, нема да на време реагираме, тогаш оние законски предлози, нормативи, регулативи ќе бидат направени како што групацијата на хомеопатите ќе го предложи. Нема да дозволиме, нема да бараме да некој други ни каже што треба да се прави оваа дейност, затоа што оно што река, време да исфрлиме тоа дека ова е плацебо и дека ова е бајачка работа. Време да направиме нашето треба. Фала ви многу, јас ќе морам да ви го одземам деканот, а Биljana ќе повеќе. Јас се чувашам.